Денеска нема да продолжиме од 18 глава Евангелието по Јован, туку сакам 17 глава уште еднаш целосно да ја опфатиме. Значи, она што го работевме, за што зборувавме последните 3 недели од 17 глава, денес ќе го видиме во еден рекапитулар, за да имаме подобро согледување на контекстот што понатаму ќе се случи. Бидејќи 17 глава од Евангелието според Јован, како што кажавме, еден многу богат текст. И ајде да го прочитаме нашиот текст за денеска. Евангелие според Јован, 17 глава. Кога Исус го изговори тоа, ги подигна очите кон небото и рече: Татко, часот дојде. Прослави го својот син, за да те прослави синот тебе. Како што си му дал власт над секое тело, па да му даде на се што си му дал вечен живот. А ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог, и Исуса Христа, кого си го испратил. Јас те прославив на земјата, го свршив делото што ми го даде да го извршам. А сега, татко, прослави ме ти во себе самиот, со славата што имав при тебе пред создавањето на светот. Им го јавив твоето име на луѓето кои ми ги даде од светот. Твој беа и ми ги даде мене, и го запазија твоето слово. Сега сознаа дека е од тебе се што си ми дал. Зашто зборовите што ми ги даде, им ги предадов ним, а тие ги примија и навистина сознаа дека излегов од тебе и поверуваа дека ти ме испрати. Јас се молам за нив, не се молам за светот, туку за оние кои ми ги даде, зашто се твои. И се мое е твое, и твоето е мое, и се прослави во нив. И не сум повеќе во светот, а тие се во светот. Јас идам при тебе, свети татко. Запази ги во твое име, оние кои ми ги даде, за да бидат едно, како што сме и ние. Додека бев со нив, јас ги чував во твое име оние кои ми ги даде и ги запазив, па ниеден од нив не погина, освен синот на гибелта, за да се исполни писмото. А сега идам при тебе и го зборувам ова во светот, за да имаат мојата радост полна во себе. Јас им го предадов твоето слово и светот ги замрази, зашто не се од светот, како што и јас не сум од светот. Не те молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од лукавиот. Тие не се од светот, како што и ни јас не сум од светот. Освети ги во својата вистина. Твоето слово е вистината. Како што ти ме испрати мене во светот, така и јас ги испратив во светот. За нив се осветувам себе си, за да бидат и тие осветени во вистината. Но не се молам само за нив, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе веруваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, татко, во мене и јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. И славата што ми ја даде, и ми ја дадов ним, за да бидат едно, како што сме ние едно. Јас во нив, а ти во мене, за да бидат совршени во едно. За да знае светот дека ти си ме испратил и дека ги љубеше нив, како што ме љубеше мене. Татко, сакам оние кои си ми ги дал да бидат со мене таму каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што ми ја даде, зашто ме љубеше пред создавањето на светот. Праведен татко, светот не те запозна, а јас те запознав, и овие познаа дека ти си ме пратил. Им го објавив твоето име и ќе го објавувам, па љубовта со која ме возлюби да биде во нив и јас во нив. Ова е нашиот текст кој изминатите недели на 3 пати го поделивме. И во оваа глава запишани се буквално последните Исусови зборови кои беа упатени кон неговите ученици пред неговата смрт на крстот. Избрани поуки, избрани зборови за избраните. Ова што денес го разгледуваме се тие последни поуки и зборови. И после ова следува 18 глава, каде пишува дека Исус со своите ученици излезе на другата страна од потокот Кедрон и таму што се случи? Јуда го предаде. Значи, после ова следува предавство. Денес, преку овој текст,
погледнуваме во Исусовото срце и ќе видиме што е неговата најголема желба, највозвишена желба, кога го моли таткото. Исто така напоменавме дека ова е големо свештеничка молитва. Што значи тоа? Тоа значи дека Исус е голем првосвештеник и тоа доаѓа таа идеја од, ако прочитаме Евреите, 4 глава, ќе го видиме тоа. Евреите 4 глава од 14 до 16 стих вели. И така, бидејќи имаме голем првосвештеник, кој поминал низ небесата, Исус Божиот Син, да се држиме цврсто за исповедувањето. Зашто немаме првосвештеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во се како нас, освен гревот. И така да пристапиме смело кон престолот на благодатта, за да примеме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Значи, гледаме Исус дека преку чинот на својата смрт на крстот и преку своето славно воскреснување ќе стане голем и единствен првосвештеник. Една и единствена жртва, не како што било до тогаш, што можеме да видиме во Стариот Завет. Израелците принесувале жртви за грев секоја година. Еднаш годишно првосвештеникот влегувал во светињата над светињите и ја принесувал таа жртва за цел народ. А сега тоа Исус го направи со себе си. Сам се принесе еднаш за секогаш. И во 1 Тимотеј Павле му вели на Тимотеј: еден е посредникот меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. А Исус и самиот што рече во Јован 14, 6 стих: јас сум патот и вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. И затоа Исус е голем првосвештеник. Или голем свештеник. И затоа е наречена оваа молитва голема свештеничка молитва. Во оваа молитва гледаме дека Исус се моли одејки кон потокот Кедрон, значи се движи. Ги подигна очите и се моли. И оваа молитва е однос со Таткото Небесен. И таква треба да биде и нашата молитва кога ние се молиме. Значи таа треба да биде однос, а не само алатка за нешто што ние бараме, за нешто што ни е потребно и да добиеме, бараме за да добиеме. Не, тоа треба да биде однос пред се, близок однос со Бог. Искрен близок однос. И ако бараме што е во склад со Божјата волја, ќе ни се даде. Тоа е тој однос. Значи познавање на Бог, познавање на Божјата волја, запознавање на Бога, и тогаш водени од Светиот Дух го имаме тој однос. И таква треба да биде нашата молитва. Во оваа молитва видовме изминатите 3 недели Исус што се моли? Прво се молеше за себе, но не се молеше себично, туку дарежливо моли за своите ученици, дај му вечен живот, вели, на оние кои си ми ги дал. Потоа се моли за 11 апостоли, оние кои останаа со него, Јуда замина, за своите ученици, и моли за сите оние на крај кои ќе поверуваат преку нивните зборови. Тоа сум јас, тоа сте вие, кои сте го прифатили Исус за Спасител. А може да биде и секој што ќе го прифати и денес Исус за свој Спасител. И колку е тоа возвишено, Божиот Син, тоест Бог, се моли за мене. Не прекинато. Каква привилегија и какво храбрување имам. Бог да се моли за тебе. Големо храбрување. И вели, кога Исус го изговори тоа, ги подигна очите кон небото и рече. Се интересно ова, кога Исус го изговори тоа. Значи, што изговори Исус? Да видим. До сега, значи, еве, неколку месеци наназад зборуваме за тоа што Исус го изговори. Сега мене ми е жал ако до сега не сте биле во овој текст.
ве замолил да го прочитате текстот од 13 до 16 глава. Значи, тоа е она што вели, а кога тоа го изговори Исус, тоа е се она што Исус ги поучуваше апостолите во горната соба. И како што гледаме овде, 17 глава, кога веќе стануваат, од 14 глава вели станете си одиме натаму и да се упатат кон Маслинската гора, според Евангелието според Јован. И сега се наоѓаат точно пред потокот Кедрон, во долината на Кедрон, што ги раздвојува Маслинската гора од Ерусалим. И кога ги подигна очите кон небото, рече: Татко, часот дојде. Значи, претходно Исус ги поучуваше своите ученици за љубов, да се љубат помеѓу себе, таа љубов да биде голема, бидејќи тој ги возлюби докрај, им искажа љубов, ги поучуваше и ги охрабруваше за она што следува, дека ќе бидат прогонувани, дека ќе бидат омразени, не сте од овој свет. И сега се моли, ги подига очите и вели: Татко, часот дојде. А ако видовме повеќе пати во ова Евангелие според Јован, Исус вели: уште не дошол часот, а сега вели: часот дојде. Прослави го својот син, за да те прослави синот тебе. Значи Исус знае што ќе се случи. Затоа вели: сега часот дојде, за да биде прославен синот, за да прослави таткото. Значи Исус секој момент знаеше што го чека. А го чека што? Смрт на крстот. Ние како луѓе, ако го знаеме тоа, мислам дека би се однесувале многу поинаку. Би гледале на секој начин да го избегнеме тоа. Секој човек тоа би го правил. Но Исус што правеше? Тој никогаш не гледаше на тоа како страдање и нешто што треба да се избегне. И дојде часот да се прослави синот човечки. И за тоа се моли: прослави го својот син и синот да те прослави тебе. Како што си му дал власт над секое тело, па да му даде на се што си му дал вечен живот. Е сега зашто зборува овде. Исус има власт над секое тело, но моли за живот вечен само на оние што Бог му ги дал него. Одредена група на луѓе, не сите. Моли за себе, ама и за сите што таткото му ги дал како подарок. И тоа е доста фасцинантно за мене. Јас некогаш кога така да размислувам, па се велам, јас онаков каков што сум Божји подарок за Исусот, таткото. Значи, таткото мене ме подарил на Исус. И тебе те подарил ако си Божјо дете. Колку е тоа вака фасцинантно и, не знам, воодушевувачко, барем за мене. И не само што не дал како подарок, туку и ни дал вечен живот. А што е тоа вечен живот? Секогаш кога Библијата зборува за вечен живот, се мисли на квалитетен живот во полнота, живот исполнет, живот во полнота. Во она што секој човек, ама буквално секој човек денес го бара, ама не го наоѓа. А зошто е тоа така? Затоа што бараат на погрешен начин и на погрешно место. Бидејќи тие бараат нешто за да ги задоволат своите потреби, своите тела. И на погрешно место тоа го бараат. Исполнет живот без Исус нема. И на многу места може да видиме и да потврдиме дека Исус Христос е тој кој дава вечен живот. Во Јован 3.15, Јован 5.24, Евреите 5 глава 9 стих, па исто во Евреите 9 глава 12 стих. Но ај бидејќи сме во Јован, да прочитаме од овде, Јован 3.5. Тоест Јован 3.15, извинете.
Вели, та секој кој верува во него да не загине, но да има вечен живот. Значи гледам и овде, секој кој верува да не загине, да има вечен живот. Не сите. Значи оној кој верува. Јован 5:24. Таму вели вака: вистина, вистина велам, кој го слуша моето слово и верува во оној кој ме пратил, има вечен живот. Значи, кој го слуша моето слово и верува во оној кој ме пратил, тој има вечен живот. И понатаму вели: и не доаѓа на суд, туку преминал од смртта во живот. Значи, да имате вечен живот, вели. Оној кој верува има, вели, вечен живот. Овде така прочитав. Значи, не ке има, него има вечен живот. Уште сега, не некогаш кога ќе умреме, па тогаш да имам вечен живот. Него уште сега овдека вечниот живот започнува со самото поверување, со самото враќање кон Бога, со самото наново раѓање, започнува тој вечен живот и тој квалитетен, исполнет живот, исполнет во полнота во Исуса Христа. И вели, имате сега вечен живот и не одите на суд, туку сте преминале од смрт во живот. И тоа е прекрасно Исусово ветување за оние што Бог, Таткото, му ги даде како подарок на Исус, Синот Божи. И понатаму продолжува, а ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот, вистински Бог, Исуса Христа, кого си го испратил. И сега точно гледаме на што е вечен живот. Да го спознаеш Бог и Исуса Христа, кој дојде да го објави својот небесен татко. Бог самиот ни се објавува. Исус дојде за да го објави Бог. И би се запрашале што сакаме во овој живот, што сакам, што сакаш во животот. Која е твојата цел? Секој човек има некаква подцел. Да има ова, да има она, дом, храна. Тоа е подцел и тоа е средство со кое ги задоволуваме своите потреби. Но дали мојата конечна цел е да го спознам Бога и оној што го испратил? Тоа е битно. И тоа е вечен живот. Живот во полнота што го добиваме преку спознавањето на Бог, што ни се објавил во Словото. Само ако ние го спознаеме Бог, тогаш и веруваме во Бога. Значи, Бог ни се објавува, ние го спознаваме и така доаѓа до таа вера и до таа полнота во Исуса Христа. И со тоа добиваме вечен живот. Понатаму Исус се моли, јас те прославив на земјата, го свршив делото што ми го даде, да го извршам. Значи, делото на Христос, овде убаво пишува, е завршено. Значи, неговата мисија како пратеник, како Месија, тој дојде, тој е Христос кога Бог го испрати со задача на оваа земја. Бог во тело. Значи, Исус додека беше во тело и она што требаш да го направи додека е во тело, тој го направи и го изврши. И тоа го исполни во целост. Те прослави со тоа што исполни се, вели, што ми даде да исполни. А сега ти прославиме со славата, вели, што ја имав при тебе. Значи, гледаме дека Исус ја имаше таа слава, не ја доби со тоа што живееше овдека на земјата еден совршен живот. И ова јасно ни зборува дека Исус е Бог. И уште пред да постои светот бил и имал слава кај Таткото. Значи, биле едно, а и сега се едно. И довека ќе останат едно. Јас сум. И до овде Исус се моли за себе. Со тоа што дава живот вечен и ни дава еден пример, и ние кога се молиме, убаво е да се молиме за себе, но да не забораваме и на другите. Значи да молиме и за другите.
И од 6 до 19 стих Исус се моли за своите ученици, тоа е за апостолите, оние кои тогаш биле со него. За нив се моли затоа што Исус знае што нив ги чека. Знае какви искушенија, омраза и прогони ги очекуваат. Им го јавив Твоето име на луѓето кои ми ги даде од светот. Твој беа и ми ги даде мене и го запазија Твоето слово. Значи сите оние кои не го прифаќаат Исус за свој спасител, за свој господар, тие представуваат свет. Кога се зборува свет, светот. Значи овде вова, оние кои не го прифатиле, тие се светот, тие се во светот. И тие луѓе не живеат според писмото, не живеат според Божиот збор. Инаку сите сме Божии созданија, но не се сите Божии деца. Исус на фарисеите им вели лицемери и дури им вели вашиот татко е ѓаволот. И ние некогаш бевме од светот, но Бог не избави, Бог не привлече и не даде на Исус. И затоа вели Твој беа и ми ги даде мене. И го запазија Твоето слово. Сега сознаа дека е од Тебе се што си ми дал. Како сознаа? Значи како сознаваме за ова? Или овдека за учениците, за апостолите. Како созна? Затоа што беа со Исус 3 години. Гледа чуда, гледа што прави, исцелувања, се и се што. Гледа како живее. Дали од тоа созна? Не. Како созна, гледам во 8 стих. Зашто зборовите што ми ги даде, им ги предадов ним, а тие ги примија, вели. И вистина сознаа дека излегов од Тебе и поверуваа дека Ти си ме испрати. Значи ги примија зборовите и поверуваа. Тоа е тоа. Значи самиот Бог нас ни се објавува преку Словото и ние така спознаваме со тоа што ги примаме зборовите и поверуваме. Значи верата доаѓа од слушање, а слушањето од Божиото Слово. И во 9 стих јасно кажува и за кого се моли. Јас се молам за нив, вели. Не се молам за светот, туку за оние кои ми ги даде. Зашто се Твои? Значи различни света се. Тоа што тие што не веруваат во Бога и тие што веруваат во Бога. Оние кои се од Бога и оние кои не се од Бога. И многу интересно е во овој текст, досега 3 пати прочитавме оние кои ми ги даде. Оние кои ми ги даде. Минатиот пат зборувавме за едно, да бидат едно, дека се спомнува повеќе пати, сега гледаме и ова. Да го разгледаме. Оние кои ми ги даде. Читаме 2 стих, 6 стих, 9, па и ќе видиме во 11 и 12 стих. 5 пати го сретнуваме тоа. Оние кои ми ги даде, оние кои ми ги даде. И тоа е тој Божи избор што на луѓето им е тешко да го разберат и да го прифатат како факт. Ама тоа е Божијата вистина. Тоа е тој Божи избор и тоа е тој Божи дел во спасението. Бог е тој кој избира, а не ние. Ние не можеме да го бараме Бог. А ако ние го бараме сами од себе, никогаш нема да најдеме. Ако Бог не ја подаде својата рака, ако Бог не ни се објави, ако Бог не привлече, ние сами не. Мртви сме во нашиот грев. И се мое е Твое и Твоето мое и се прослави во нив. Значи овде гледаме дека не може никако да се раздели ни таткото од синот, ниту синот од Светиот Дух, ниту таткото од Светиот Дух, ниту таткото е син, ниту таткото е Свети Дух, па ниту Светиот Дух е татко и син.
Тоа е тоа тројство, бидејќи тие се едно и се е нивно, еднакво се битни. Значи, ова е вистина малку тешко за разбирање, за дефинирање тројството. И Стивен Лосон вели, дефинирајте го тројството и може да го изгубите умот. Вели, ако го дефинирате тројството, ако се обидувате, може да го изгубите умот. Ама вели, ако го негирате тројството, сигурно ќе изгубите душата. Баш интересно. Одиме натаму. 11 стих вели, и не сум повеќе во светот, а тие се во светот, јас идам при тебе, свети татко. Запази ги во твое име, оние кои ми ги даде, за да бидат едно, како што сме и ние. Значи, гледаме како Исус се моли. Јас вели, одам од светот, идам при тебе, ама учениците остануваат. Тие се тука во светот. Исус се обраќа кон таткото со кое име? Свет татко. Еден е свет татко. Нема друг. Еден е свет татко. Да не измамува некој, бидејќи денеска гледаме, па ова е свет татко, па она е свет татко, па ова е достоен, онај не е достоен. Еден е свет татко. Нема друг отец. Исто така Исус моли за учениците, бидејќи се тоа што тие ќе го доживеат и го доживуваат, тој го има доживеано и искусено. Поминал ни се што поминуваме и ние денес. Значи, тој го има тоа искуство, затоа знае и моли. Додека бев со нив, јас ги чував во твое име, оние кои ми ги даде, и ги запазив, па ниеден од нив не погина, освен синот на гибелта, за да се исполни писмото. Значи, гледаме што бара Исус. Јас вели ги чував, не погина, освен еден. А кој беше тоа? Тоа беше Јуда. Зошто погина синот на гибелта? И тој беше 3 години со него. Затоа што никогаш не му припаѓал на Исус Христос. Затоа што никогаш не бил Божјо дете. Божјо создание да, ама Божјо дете не. Затоа што секогаш бил син на ѓаволот. Само што апостолите, Петар и останатите, и другите ученици тоа не го разбрале. Ако се сеќавате во 6 глава, што им рече Исус? Еден од вас е ѓавол. Тоа не можеа да го сватат, иако Јуда навистина и беше. Видоа покасно. Се поставува едно прашање. Дали си спасен? Ако се запрашаме сами. И каков одговор би добиле некогаш? Ако добиваме одговор, па кој знае, па не знам, или ќе видиме, за жал никој никогаш нема да види ако не е сигурен во своето спасение. Човек што не е сигурен, тој сигурно и не е спасен. Освен во еден случај. Ако точно во тој момент кога се запрашува дали сум спасен, тогаш се спасен. Тоа се уште може да ја нема таа сигурност. И ова е многу битно, нешто без што не се може. Без сигурност во спасението. Како ќе стегнеме сигурност во спасението? Светиот Дух преку Божиото Слово ќе ве упати во сета вистина за сигурноста во спасението. И никако поинаку. Никој не доаѓа при мене ако не го привлече таткото. Тоа е најголемата сигурност, бидејќи сум дошол кај него, бидејќи ме привлекол. Тоа дава таа сигурност. И кога сум кај него, бидејќи ме дал таткото како подарок на синот. А Исус рече, никој нема да пропадне од тие што ми ги
даде. Значи, тоа е тоа ветување што ни дава голема сигурност. Никој нема да пропадне од тие што ми ги даде. Значи, ако сме сигурни дека таткото не привлече и дека не даде на синот, тоа синот вели никој од нив нема да пропадне. Тринаесеттиот стих вели: а сега идам при тебе и го зборувам ова во светот, за да имаат мојата радост полна во тебе. Исус гледа многу нанапред, гледа неколку часа овдека нанапред и знае што ќе се случи. И затоа моли да имаат радост. Радост среде невојли, радост среде страдање. Исус го распна, учениците се разбегаа. Исус знае што ги чека, омраза. И радоста што Исус ја има во полнота со таткото, сака да ја подели. Сака да им ја даде нив, да ни ја даде и нам, без оглед на нашата ситуација во која што ние се наоѓаме во тој момент. Значи, без разлика како се чувствуваме, каде сме и што сме, ние треба да имаме радост, без разлика на страдањето. Радост во потполност, радост во Исуса Христа. Јас им го предадов Твоето слово и светот ги замрази, зашто не се од светот, како што и јас не сум од светот. Гледате, јас им го предадов Твоето слово. Радосната вест и светот ги замрази. И сега, што е Евангелие? Се надевам, знаеме, Евангелие значи радосна вест, добра вест. Мислам дека тоа го знаеме. Но Евангелие е и она што Бог направил за мене. Она што Бог направил за мене, таа е таа радосна вест. А не она што јас морам да го направам за Бог. Јас ништо не морам, Бог не може ништо од мене да земе, не му треба ништо мое. Има се. Значи, Евангелие е радосна вест за она добро што Бог го направил во мене и за промената во мојот живот. Значи, тоа е таа радосна вест. Бев грешен, бев мртов во гревот, а сега сум жив. Тоа е радосна вест. А воскресението е најрадосна вест, бидејќи ако Исус не воскреснеше, се ќе беше бадијала, брајки и сестри. И баш таквите светот ги замрази. Им го предадов Твоето слово, а светот ги замрази. Светот ги мрази оние кои го прифаќаат Евангелието, бидејќи повеќе не се од светот и не се вклопуваат во размислувањата од светот, веќе имаат други приоритети, други размислувања, друг светоглед. И одма светот ги мрази. Не те молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од лукавиот. Значи, светот не мрази, светот ги мрази оние кои го примаат Словото, ама Исус не моли, ајде сега Господе, земи ги нив, да се рајатисаат, него запази ги од лукавиот вели. Значи, не зашто побрзо да заминеме од светот, туку да не запази од лукавиот. И верувајте, кога Исус се моли за вас, бидете сигурни дека имате победа над лукавиот. Испротиставете му се со цврста вера, тој бега. Петар бил сигурен во ова, јаве што вели Петар. Прво Петрово, 5 глава, од 8 до 11 стих, вели: бидете трезвени и бдејте. Вашиот противник ѓаволот обиколува како лав што рика, барајки некого да проголта. Спротивете му се цврсти во верата, знаејќи дека истите страдања се довршуваат во вашите брајка по светот. А Бог на секоја благодат, кој ве повикал во Христа Исуса за својата вечна слава, по вашето кратко страдање, сам ќе ве усоврши, зацврсти, зајакне и ќе ве направи непоколебливи. Нему слава и власт во векови на вековите. Амин.
Значи, Бог е тој кој ќе не зацврсти, кој ќе не усоврши. Ама кого Бог ќе усоврши? Вели, кој ве повикал во Христа, оној кој Бог го повикал, оној кој Бог го оживеал во Христа. Ете тој Бог ќе го зацврсти и Бог ќе го зачува од лукавиот. И ова е едно прекрасно ветување. Значи, пак ние не мора ништо. Се Бог прави. Освети ги во својата вистина, Твоето слово е вистината. Сега, што значи осветување? Рековме да биде некој свет, да биде чист, Бог е свет, е чист, совршен. Осветување значи да се тежнее кон тоа, но осветувањето значи пред се одвојување. Одвој ги од гревот, одвој ги од светот. И човек не може да биде исто осветен во моментот кога ќе го прифати Христа, она што рековме, кога ќе го прифати, уште може би не е сигурен во тие моменти. И после 10 години со Христос. Не може да биде исто осветен. Тоаш нешто не е во ред. Мора да има плод, мора тој човек да има променет живот, бидејќи Бог тоа го прави. Осветувањето е секојдневен раст. И како човек се осветува, светот и гревот секојдневно помалку ги сака. Се помалку и помалку. Така се одделува од нив. Иако телото тежнее кон грев. А Исус Христос мора да го љубите повеќе. Значи, помалку светот, повеќе Исус. Јас се понизувам, Исус се возвишува. И тоа е еден показател на осветувањето. А во тоа помага Божјото Слово. Ако сте осветени со вистината, а Словото е вистината, тогаш нема проблем. Слава на Бога. Значи, Исус е вистина и мораме да ја љубиме вистината со сето свое срце. Словото е вистина, но на кој начин да го љубиме Словото, Божјиот збор? Со прифаќање на Словото. Духот е вистина. 1 Јованово 5:6. Како ќе го љубите Духот? Со подредување на Светиот Дух во се. Значи, целосна подреденост на Духот и целосна послушност во се. И затоа вели, освети ги во својата вистина, Твоето слово е вистината. Значи, освети ги, исчисти ги, одвој ги од светот и да се подредат на Словото, да станат послушни на се. Затоа моли Исус. И сега одиме на оној трет дел во кој Исус се моли за нас, тоа е за оние што ќе поверуваат на зборовите на апостолите. Но не се молам само за нив, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе веруваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, Татко, во мене и јас во тебе. Така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. Значи, овде спаѓам и јас и секој друг кој верува во Исус Христос. Сите да бидат едно, пишува во 21 стих. Овде ке Исус зборува за едно длабоко, едно вистинско поврзување на сите оние кои се во Исуса Христа. И тоа не е нешто што доаѓа од надвор, тоа е од внатре. Значи, внатрешно поврзување, духовно поврзување. Значи, тоа е нешто што доаѓа однатре и Светиот Дух не поттикнува на такво единство. Значи, единство помеѓу оние кои се во Исуса Христа, оние кои се
во духот, вели. Како ќе знаеме кој е во духот, кој не, кој е во Христа, кој не? Па и преку еден обичен разговор се знае дали со човекот со кој разговараш си еден во духот или не. Гледаме кој какви приоритети има. И тоа е таа вистинска екумена, тоа вистинско заедништво што постои. Оние кои се во Христа. Тоа е единство. Без оглед на која деноминација припаѓа. Јас верувам дека без разлика во која црква човек оди. Ако некој го љуби Исус, го љуби Бог, како што го љубиш ти, со сето свое срце, со сиот свој разум, со сета своја душа и со сета своја сила, тој ти е брат или сестра. Тоа е тоа поврзување. Едно во духот, едно во Исуса Христа, едно во Словото. А за да го распознаеме тоа, рековме дека и меѓу обичен разговор може. Но за да го распознаеме тоа, мора ние да ја знаеме вистината. Мора ние да го знаеме Словото. Ако ние не го познаваме, ако не сме го спознале Словото, не сме спознале Бог, тоа што нема ни да знаеме. И тоа што го нема тоа единство, сигурно. И тоа е Христовата молитва, на кој начин да се биде едно. Тој не се моли сите да бидат едно под иста капа, предводени од една институција или од еден човек. Оваа црква, онаа црква, ова. Не. Не вели или овај епископ, онај, овај. Не така. Оние кои се едно во духот, без разлика каде да се, универзално е црквата. Ама едно во духот. Едно во Словото. Едно во Исуса Христа. Значи, сите да бидеме едно во Словото, кое е вистината. И славата што ми ја даде, и ми ја дадов ним, за да бидат едно, како што сме ние едно. Јас во нив, а ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ме испратил и дека ги љубеше нив, како што ме љубеше мене. Сега ние да се запрашаме дали таа слава, што овде вели Бог нам ни ја дал, Исус, дали таа слава е видлива во нас. Прочитавме, Исаија вели Бог не ја дава славата на никој, но Исус овде ја дава и гледаме зошто ја дава, ќе видиме покасно, за да ја гледаат мојата слава, вели. Значи во нас, Исус нас ни ја дава неговата слава, за преку нас другите да ја гледаат неговата слава. Значи пак Бог да биде прославен преку нас. Сега како да биде видлива славата во нас? Па нормално преку нашите постапки, нашиот однос, нашиот живот, како живееме, дали за сега прославуваме Бога. Така е видлива славата Божја во нас. Преку нашиот живот. Тоа е сведоштво за Божјата слава. Променет живот. И видете сега во 24 стих. Татко, сакам оние кои си ми ги дал, да бидат со мене таму каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што ми ја даде, зашто ме љубеше пред создавањето на светот. Во Јован 14 глава видовме што Исус ни ветува. Еве сега да прочитаме Јован 14, третиот стих само ќе го прочитам. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Значи, ќе ви приготвам место и пак ќе дојдам за да ве земам. За да бидете вие каде што сум јас. Тоа е тоа Исусово ветување. Исус сака да бидеме заедно со Него на небото. Но дали знаеш дека одиш на небо? Или можеби не знаеш.
Како да знаеш дека одиш на небо? Пак ќе побараме помош во Библијата и гледајте што вели Прво Солуњаните, 5 глава, 9 и 10 стих. Зашто Бог не не определил за гнев, туку да придобиеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос, кој умре за нас, за да живееме заедно со Него, било да сме будни или да спиеме. Значи, Бог не определил. Значи, пак вели дека сме определени, ама не за гнев, туку за што? Да придобиеме спасение преку кого? Преку нашиот Господ Исус Христос, кој умре за нас. Значи, сигурен сум дека одам на небо, затоа што Исус ја плати мојата карта, мојот билет. Ја плати цената што мораш да се плати. И свршено е. Второ, како сме сигурни дека одиме на небо? Втора работа. Пак ќе прочитаме од Јован, 14 глава, од 1 до 3 стих. Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувајте во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажа, зашто одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете вие каде што сум и јас. Значи Исус ветува. Втора сигурност е Исусовото ветување. Исус се што ветил, се исполни. Исус ќе се врати да ме земе, да бидам со него. И трето, од денешниот текст, точно 24 стих. Татко, сакам оние кои си ми ги дал да бидат со мене, таму каде што сум и јас, за да ја гледаат мојата слава. Исус постојано моли да бидеме заедно со него, таму каде што е и тој. Значи, запамтете ги овие три работи. Исус се плати цената што требаше да се плати, за да бидам на небо со него. Вети дека ќе не однесе таму. И трето, Исус постојано моли за тоа. Исус со нетрпение ја чека таа средба, со оние што таткото му ги дал. Значи, Исус копнее за денот кога ќе дојде по своите. Но прашање е дали ние копнееме за тој момент. Копнееме ли за да ја гледаме неговата слава? Тоа е прашањето. Дали во нас гори жар? Дали имаме ревност? Дали го изчекуваме со нетрпение тој ден? И вака завршува Исус. Праведен татко, светот не те запозна, а јас те запозна. И овие познаа дека ти си ме пратил. Им го објавив твоето име и ќе го објавувам, па љубовта со која ме возлюби да биде во нив и јас во нив. Исус го нарекува таткото праведен, праведен татко. Значи, таткото е свет, праведен и љубов е. И затоа да не се прашувате зошто Бог дозволува невојли, војни, поплави, земјотреси и се. Затоа што е свет и праведен. Свет сака се да биде чисто. Само чистите ќе имаат оние кои ќе бидат осветени со вистината, тие ќе имаат пристап до него. Праведен, затоа што не трпи грев, го казнува гревот. И потоа е љубов. Затоа што ги возлюби оние кои му ги даде на син. И овие три карактеристики никако не може да ги гледате една без друга. Бог е суверен, троеден Бог, Татко, Син и Свети Дух. И Бог е свет,
праведен и Бог полн со милост и љубов. И да се покориме на овој свет и праведен Бог, кој е полн со милост и љубов. Ова важи за сите оние кои вистински го примиле Неговото Слово. Покорност и послушност. А за сите останати, кои се уште не го прифатиле, се молам и понатаму Бог да му се открие во нивното срце, искрено да се покајат и да го прифатат за свој Спасител. Да се молиме. Татко Небесен, Семојкен Господе, Ти благодариме за Твоето Слово, Ти благодариме за жртвата што си ја дал, за Исуса Христа, кој пострада на крстот за нас, ние да придобиеме живот вечен. Ти благодариме што си ни дал застапник, тоа е Исус Христос. Ти благодариме што си ни го дал Словото, да можеме да те спознаваме, бидејќи преку него ни се објавуваш. Ти благодариме за Твојата милост и за Твојата љубов кон нас. И те молам, Господе, објави си на оние кои се уште не те спознале, објави се во нивните срца, да те прифатат за свој Господар. Се молам, Господе, благослови оваа заедница, благослови не со цврста вера, да цврстиме во верата. Давај ни благослов секаде каде што сме во нас, да се гледа Твојата слава, Твоите добри дела, што си ги направил за нас, и така да бидеме едно сведоштво за Тебе, каде и да сме. Се оставаме во Твои раци и по Твоја волја. Во Исусовото име се молам. Амин.